регистарот покажуваат дека се истргувани недвижности вредни 305 милиони евра за тој трет квартал, 140 милиони евра се истргувани станови. Продадени новоградби 845, мислам дека се станови каде градбата е во тек и наскоро ќе се најдат на пазарот се 26.463. Ова е фрапантна бројка на станови кои ќе се најдат наскоро на пазарот и за држава со вака низок стандард. Ова се многу високи суми, многу станови, каде гледате некаква грешка во цел овој систем на недвижности? Вака, значи, таа бројка што ја кажувате за оние станови кои што ќе се најдат, практично нас тој податок ние врз основа на одобренијата за градење, кои што се прибележани кај нас и врз основа на листовите за предбележување на една градба. Практично, значи, ние имаме евидентирано колку листови за предбележување, за колку стамбени единици имаме издадено и очекувано е дека тие во законскиот рок ќе бидат завршени и потоа ќе дое главниот упис, пошто ќе се најдат на самиот пазар на недвижности. Меѓутоа, мора да се потенцира дека најголемиот дел од тие станови припаѓаат на делот кој што го кажа и колешката, дека они веќе и се продадени од страна на инвеститорот во предград, на почетокот на градот, односно веднаш по издавање по добиено правосилно одобрение за градење. Ама кај вас не е регистрирано додека не дојде крајниот купопродажен договор, значи, така? Да, значи ние сега почнавме да ги вадиме, бидејќи претходно методологијата била да не се евидентираат преддоговорите, меѓутоа ние сега ги класифицираме, ги тргаме на страна и посебно ги евидентираме самите листови за предбележување, што е една форма која што ги штити практично купувачите во однос на идната градба, пошто сме сведоци пред 15 на 20 години дека имавме некои случаеви, особено со таа така наречена урбана градежна мафија,